понеделник 20 февруари, кратки вести во 12 часот. Откако Охридското обвинителство експресно го изготви обвинението за нападот врз Христијан Пендиков, основниот суд во Охрид за 28 февруари го закажа и судењето за напаѓачот. Ке му се суди за кривично дело напад од омраза со тешки повреди. Иако обвинетиот се бранел со молчење, тој се товари за ова кривично дело по увид во надзорните камери и изјави на сведоци. Но обвинителството нема официјална потврда дека другиот напаѓач кој е во бегство имал бугарско државјанство, со што се отвори прашањето дали нападот може да се квалификува дека е од омраза поради национална или етничка припадност. И покрај постојаниот притисок од јавноста, медиумите и еколошките организации и понатаму за жал продолжува истекувањето на матна вода во езерото кај вливот на реката Грашница во Охридското езеро во населбата Воска. Веднаш до фудбалското игралиште има два испусти за атмосферски води од кои тече заматена вода, која најверојатно е измешана со фекална вода од колекторскиот систем. Темата е постојано актуелизирана од граѓаните и медиумите, но како да се нема слух и начин да престане ова лудило и неодговорно однесување кон најголемата вредност која ја имаме – Охридското езеро и живиот свет во него. Преку дописи видео до редакцијата на Охрид прес, граѓани на Охрид повторно реагираат на појавата на песок и поситни камчиња во водата од градскиот водовод. За само 10 дена при чистење на филтерот на чешмите се насобира поголема количина на песок и ситни камчиња. Во разговор со повеќе сограѓани, констатирано е дека оваа појава се случува и кај нив, стои во дописот на граѓаните. Тие испратија и видео до нашата редакција во која се гледа дека при чистење на малиот филтер на чешмата има присуство на поситна песок и камчиња. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.